Вие сте со вестите на Канал 8. Добар ден. Силните дождови урна куќа на улицата 14-та македонска бригада. Сопственикот кој живее сам очајно моли за помош. Од силните дождови не издржа трошната куќерка на 62 годишниот Благој Тренчев. Лоцирана е на улицата 14-та македонска бригада, број 45. Кревките ѕидови од куќата се урнаа од големата влага која се создала по надворешноста. Ми куќата падна од тоа што... Кажи колка е штетата? Па не знам, сега вие преценете. Огромна е штетата. Гледаш ово. Со социјална помош од само 1000 денари, Тренчев е безпомошен. Очајно ги моли институциите и сите хумани граѓани за помош. Што ќе правам? Така ќе се. Ако нешто помош има, да се спомогне, добро. Во попладневните часови беше повикана екипа на Евана за да спречи настанување на спој во електронапојувањето, што би ги засегнали околните куќи. Тренчев во куќата живее сам, од денеска и без кров на глава. Улици претворени во мини езера и поплавени домови е сликата на улицата Бел Камен во Кочани. Жителите се жалат дека проблемот со поплавите се провлекува со години. Бараат негово итно решавање. По секој пороен дожд, улицата Бел Камен е претворена во езеро. Водата влегува во домовите на жителите кои живеат таму. Посигурните возачи на автомобили поминуваат преку новоформираното езерце, а некои се приморани да се враќаат назад. Овој проблем со години се провлекува на улицата. Жителите потпишали петиција и се обратиле до надлежните во општината за решавање на проблемот, но до сега не е преземено ништо. При секој породен дожд се сме дежурни, тука се не поплавува и подруми, соби и се. И нема што да правиме. Колку пат се жалиме, собираме се и никој ништо не преземава мерки. Сега па во тука како го прави, па бетер повише. Од каде доаѓа таа вода тука? Од ридот одгоре собира, од канализациите од цел мало одгоре. Тука собират цевките мали, не ја собира водата и те така поплави правев. Одеваме тие покрај водата. Од чахтите, од копатилата излегува вода навнатре. Од многу јачина. Одели сме во општината и доваѓаа Боже комисија тука собираа се Боже да прават некако, да стават цевки, ништо на никаде. Не 5-10 пати сум идела собрани. Дури не вика што си улегнала без лична карта и скфараме како партал за ракава, ја не носам ни муниција ни пиштол. Што ми правите така? И што ово, на што личи ово? Од дека да заминам се? Нема, тоа е страшно. Ово наше мало е страшно. На април си нова кујна зашо да ја фрли. Онекна на април да ја фрли и рез работи други. Не, ово не иде. Ово не иде и готово. Или некој нека земат ред, нека поведат, ако са водители да водат са глам. А не само пред гласање се кцаме угрда сите. Тоа е страшно. Проблеми имаме со дождот кој заврне, значи секој пат си има проблем. А страдаме и дома, мора да у кисиња да ставаме песок и да заштитуваме под када, над када и така. А проблемот е што насочи се долу од озгоре, направи се една нова уличка тука и целата вода сега па уште толку почнава да ваѓа. Или да се копа преку нас, преку дворовето, или нагоре да се изведе по главната улица. Ама многу голема инвестиција било тоа и така остана си на тоа. И овака ќе се види додека не направат, ако направат општо. Поплавени улици и домови не е само проблем на жителите на оваа улица. Канал 8 регистрираше поплавени улици и домови во повеќе делови од градот. И на улиците на кои се интервенираше и работеше за решавање на проблемите со поплавите при поројни дождови, се гледа дека ефектите не се постигнати. Таква е состојбата со улиците Роза Петрова и Страшо Ербапче, каде што при поројни дождови жителите повторно се соочуваат со истиот проблем – влегување на водата во домовите, наноси на ѓубре и камења и поплавени улици. Се правеа канализации, се копаа улици, но водата при поројни дождови повторно им прави проблем на жителите на улицата Роза Петрова. Велат очекувале дека со интервенирањето ќе се реши проблемот, но резултати нема. Овај проблем е од како сме се насалили тука 30 години. Ама ај реши оваа година да го прават. Не оваа веќе 2015-2014. Направија. Ама по моје и вие ќе видите дека ништо не е направено. Во ние на шахта не улава вода. Може да се види на лице место. Него тоа споруваме. А јас лично од дома не може да излезам ни на десно ни на лево. На две улици што сум покриен од
Не таму не може да излезам. И сега ние се жалиме, они викат направиме. А ние гледаме дека не е направено. И сега не знам што е работата, те може да се види. И не знаеме веќе дека се жалиме. Ето и комшијата оди у собранието, кажува и да се стават решетки од крај до крај да збира целата вода. Меѓутоа не е направено. И што ќе се правите, видете на лице место, снимајте, видете, како улезе преку сите дворове, преку куќата надолу, излезе на нас комшијата цена и овај. И они, не викате на помош, секој дојдете да правиме работа. И мислам, таа е тешко е тоа, не е за еден ден, да еден ќе го издржиме. Али тоа е нон-стоп, на секој дош. Захтеваме да се стават решетки на бел камен, водата што спаѓа од Дрчевик, една, и на улицата Бел камен. Да се стават две решетки за да се реши овај проблем. Јас пред 10 минути заминав, може да снимат и снимателите, заминав до продавницата да идам, до дома кондурите ми беа полни вода. Тачно на овај премина, ова раскрсница, корекција треба да дојдат да направат решетка да се стават. И од локалната самоуправа требаше да дојдат луѓе да разговарат со населението кај е најголемиот проблем. На кои точки за да луѓето што работија и стварно работија, меѓутоа еве се гледа и ќе снимате и ќе видите колку се постигна ефектно од самата работа што работија луѓето. Сличен е проблемот и на жителите на улицата Страшо Ербапче, кога цели камења носи водата која се слева по улицата. Жителите на двете улици велат дека и во случај да престанат дождовите, водата, бидејќи количински е многу, останува на улицата и по неколку дена, а во случај на поројни дождови кои траат подолг период, само жителите знаат како ја излекуваат водата од своите домови. Неопходно е брза реакција од властите и итно решавање на проблемот. СВР Штип реши 14 кривични дела тешка кражба и 3 кривични дела тешка кражба во обид, сторени од цркви во период од 13 октомври 2014 година до 20 јануари 2015. Од 14 кражби, 3 тешки кражби се сторени на подрачјето на општина Виница, 10 тешки кражби и 3 тешки кражби во обид на подрачјето на општина Коджај и една тешка кражба на подрачјето на општина Македонска Каменица. Според МВР, по преземените мерки и активности, постојат основи за сомнение дека сторители на тешки кражби од цркви на подрачјето на полициската станица во Виница се 24-годишниот ЗД од виничкото село Лаки, 28-годишниот ДГ од Беровското село Митрашинци и 22-годишниот ХИ од Делчевското село Дулица. На подрачјето на полициската станица во Кочани, ЗД сторил 9 тешки кражби и 3 тешки кражби во обид од цркви, а една тешка кражба од црква заедно со ДГ. На подрачјето на полициското оделение во Македонска Каменица, ЗД извршил исто така една тешка кражба од црква. По целосното комплетирање на кривично-правниот настан ќе биде поднесена и соодветна пријава. Проектот за управување со сливот на реката Брегалница е во напредна фаза на собирање податоци. На регионална работилница во Виница, на која учествуваа представници од 4 општини од средното сливно подрачје, беа разгледувани предлог мерките за заштита на реката и незиното окружување. Проектот за управување со сливот на реката Брегалница, финансиран од владата на Швајцарија, е во напредна фаза на реализација. По утврдувањето и реализирањето на дел од малите инфраструктурни објекти во општините, опфатени во сливното подрачје, сега се прибираат податоци за можните мерки за заштита на природната средина околу реката. Во Виница се одржа првата од трите планирани регионални работилници, чија тема беше програмата за заштита при управувањето со речниот слив. Вклучени се сите заинтересирани граѓани и институции од средниот дел на Брегалница. Особено ни е значено тоа што учествуваат општините и комуналните предпријатија, како и јавните водостопански предпријатија, кои што се и највеќе вклучени во решавањето на проблемите со водата. Но исто така очекуваме учество и на земјоделците и на други заинтересирани граѓани од регионот. Трите планирани работилници треба да дадат почетни идеи за разни проекти што ќе се реализираат на краток и долг рок, а пред се оние што би биле вклучени како приоритетни во планот за управување со сливот за периодот од 2015 до 2021 година. Ќе направиме преглед на сите притисоци што се во сливот на река Брегалница, особено денеска приоритетите кои што се веќе идентификувани, а тоа се отпадните води,
проблемите со цврстиот отпад и исто така проблемите од загадување од земјоделско потекло. Така да денеска очекуваме да добиеме предлози и предлог проекти за овие три области на водите. Во наредните денови се планирани уште две вакви работилници, една во Берово со општините од Горниот и една во Штип за општините од Долниот слив на Брегалница. Проектот План за управување со речниот слив е финансиран од швајцарската влада и е прв од ваков вид во Република Македонија. Значаен е затоа што треба да ги даде насоките за користење и управување со водните ресурси кај нас во иднина. Во него се вклучени сите 14 општини по течението на реката, а големо внимание при реализацијата се посветува и на учеството на јавноста. Општините од Источниот плански регион ги разработуваат регионалните и меѓурегионалните предлог проекти што треба да се реализираат во наредниот период. На работна средба во Штип се прифати предлогот за финансиска подршка за изградба на авантуристички забавен парк на планината Огражден, како дел од Источниот и Југоисточниот регион. Представници на општините, на бизнис секторот и на невладени организации од Источниот регион одржаа работна средба, на која ги разгледуваа идеите и предлозите за проекти што треба да бидат финансирани од новиот повик на грантови од страна на ГИС Ред програмата во Македонија. Парите се обезбедени преку Европската комисија, а организатор на повикот е програмата за регионален економски развој. Со оглед на поврзаноста меѓу регионите, на средбата во Штип имаше представници од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Со нив се разговараше заеднички да се аплицира со еден проект од областа на туризмот. Се работи за оплеменување на местноста Суви Лаки на планината Огражден. На оваа работилница разработивме еден план што и како се работи за еден авантуристички парк, значи авантурите на Огражден. Тоа е нашата идеја, меѓутоа ете ќе видиме дали ќе биде прифатено од сите присутни овдека што се на оваа работилница и следната работилница што ќе биде во Југоисточниот плански регион следната недела. Меѓутоа со оглед дека веќе наидовме на одобрување од страна на сите присутни, најверојатно тоа ќе биде идејата со комплетно забавен парк и пешачки патеки што ќе офаќаат и во двата региони. Максималниот буџет за финансирање регионални проекти е до 30.000 евра, при што минималниот износ треба да е 20.000 евра. Покрај поддршката за регионалните, обезбедени се средства за финансирање на 1 до 2 меѓурегионални проекти, односно од 8 региони само 2 можат да добијат пари. Буџетот за финансирање на меѓурегионалните проекти исто така изнесува 30.000 евра, што значи дека еден плански регион има можност да добие до 60.000 евра. Комисиски расправи в пресред на 23-та седница на Советот на Виница. Во немање кворум од мнозинството поминаа само барањата за легализација на дивоградби. Пресед на 23-та седница на Советот на Виница заседаваа две комисии. На седницата на Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата се разгледаа извештаите за работа на комуналното јавно предпријатие Солидарност за 2014 и на јавното предпријатие за комунално производни и услужни работи Кале од Блатец, како извештајот за здравствената безбедност на водата во селото Виничка Кршла, а беа разгледани и неколку барања за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти. На седницата на Комисијата за општествени дејности пак се најде извештајот за реализирање на програмата за работа и развој на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти на територијата на општина Виница Винспин, извештајот за работа на јавната општинска установа Библиотека Ванчо Прке, како и извештајот за остварени активности на општинската установа Дом на културата Тошо Арсов за 2014 година, како и извештајот за работата на локалниот археолошки и историски музеј Теракота за минатата година. По усвојувањето од страна на членовите на комисиите, овие точки ќе се најдат на разгледување и пред советниците. Книжевна вечер со македонските големци и универзитетски професори Ферит Мухик, Винко Андоновски и Сашо Мацановски Трендо во салата на мултикултурниот центар. Некочанската публика им открија дел од нивните приватни животи и тоа како станале писатели. Кочанци покажаа голем интерес за нивните книги.
Книжевна вечер со познатите писатели и колумнисти Ферит Мухик, Венко Андоновски и Сашо Мацановски Триндо. Кочанци имаа ретка можност да уживаат во средбата со големците на македонската книжевност. Се читаа извадоци и цитати од нивните дела и колумни, а гостите им открија детали од својот живот и тоа како почнале да пишуваат. Познатиот македонски телевизиски водител и колумнист Сашо Мацановски Трендо вели дека му представувало вистинско уживање што имал можност да се види со кочанската публика. Неговата книга Трендоленд предизвика голем интерес кај кочанци. Содржи колумни кои Трендо ги пишувал пред 10 или повеќе години. Вели, една таква да пушти сега на интернет или во весник нема да се забележи дека е пишувана пред повеќе од 10 години. Тоа јасно кажува колку се е непроменето во државата. Вистинско средба со граѓани е секој интересна работа, затоа што луѓе покажале интерес да ти го слушнат муабетот на крајот на криштата, а во Македонија се поретко некако се слушаме. Бучавата на онамо кај што ни се главните комуникациони канали, тоа се интернетот, Facebook и слични, е премногу бучно, така што овие аналогни форми на комуникација се подраги ми стануваат, затоа што можеш да се слушне жив збор, да се видат вистински луѓе и да се споделат и јанзи и убавини со нив. Јас престанав да пишувам, затоа што некако ми изгуби, не чувствував еротика веќе во реалноста, и од друга страна секојдневно сум ангажиран со поинакви форми на офнет и на интернет, така што таа дневна доза на убавина или на јанза имам каде да исполнам, затоа и на колумните им решив да им го затворам дуќанчето. Универзитетскиот професор, филозоф и публицист Ферит Мухик вели дека ваква публика каква што била кочанската ретко сретнал во своето 50 годишно искуство како филозоф и писател. Моите впечатоци, но и моето доживување ја поставува ова вечер меѓу најпријатните вечери во, да кажам, 50 годишно другување со најразновидни публики секаде во светот. Имаше некоја магија вечерва во кочанската публика, во концентрацијата, во една исклучителна гостопримливост, но и една интелигентна рецепција на сето она што беше кажано, така што сум се уште толку пријатно возбуден и инспириран од ова средба, просто би ја поновил веднаш, сега би ја повторил, но ако не вечерва во некоја друга прилика, ќе ми биде многу мило повторно да дојде. Универзитетскиот професор и писател Венко Андоновски, кој потпиша поголем делот на примеруци од неговите книги, вели дека многу му значи и му причинува задоволство што е меѓу кочанци. Книгата постои за да дојде до писателот, а кога читателот ќе дојде до писателот во контакт, тоа е посебно чувство, додава Андоновски. Прво сум изненаден од бројот на посетителите, второ сум изненаден со какво внимание да следеа. Мислам, очигледно дека вакви средби, живи средби со писатели, кои избегнуваат она класика критички осврт кон делото, па критичар да говори, дека вакви средби се насушна потреба. Луѓето сакаат да ги слушнат писателите, сакаат да слушнат како тие размислуваат, дури сакаат да слушнат и некои приватни моменти од нивниот живот, како станале писатели, како пишуваат, кои се тајните на пишувањето. Јас сум пресреќен што сум вечерва тука и мислам дека треба почесто да се дружиме. Луѓето се навистина жедни за вакви средби. Кочанци на крајот имаа можност да им постават прашања на гостите, кои тие со задоволство одговараа, како и да си купат дел од нивните книги кои беа изложени. За крајот вестите проследете ги спортските информации. Каратистот Мартин Стојменов е најдобар спортист на општина Кочани за 2014 година. Комисијата која ги разгледуваше пристигнатите предлози од клубовите оцени дека трета година поред тој постигнал најзабележителни резултати на домашните и меѓународните надпреварувања. Каратистот на Кочански Партизан Мартин Стојменов е избран за спортист на Кочани за 2014 година. Едногласно, со 6 десетки од представниците на Сојузот на спортови и од Асоцијацијата на новинарите од Кочани, Стојменов трет пат едно по друго го добива највисокото спортско признание во нашата општина. Признанието беше образложено со тоа што меѓу многуте награди на домашни и меѓународни надпревари, тој го освои третото место на Европското првенство во Лисабон, а на светската карате ранг листа кочанскиот каратист е 12-ти.
Од листата од 15 пријавени за избор на спортист на годината, високи позиција добија фудбалерката на женскиот фудбалски клуб Кочани Ана Веселинова, каратистот на Партизан Димитар Јакимов и гимнастичарот Ненад Атанасовски. За најнадежен млад спортист е избран 11-годишниот Роберто Здравковски, член на карате клубот Партизан. Веднаш зад него е кошаркарот на баскет Дино Андреј Данилов, а трет Антонио Јаношевиќ од клубот за гимнастички спортови Кочани. Женскиот фудбалски клуб Кочани, кој во 2014-та беше првак на женската македонска фудбалска лига и шампион во Купот на Македонија за жени, е прогласен за неуспешна екипа. Тренерот на клубот Оливер Јовановски исто така се закити со признанието најдобар. Признанието за најдобар спортски работник за 2014-та оди кај Владо Андов од женскиот фудбалски клуб Кочани. На изборот едногласно беше решено, по повод 35 годишнината од искачувањето на планинарската експедиција од Кочани на Мон Блан, на учесниците во овој спортски подвиг да им биде доделено признание за трајни вредности во спортот. Доделувањето на наградите и признанијата за неуспешните спортисти во 2014 година е закажано за вчетврток 29 јануари во 19 часот во ресторанот Национал во Кочани. На фудбалскиот терен се активираше и виничка слога. Единствено Младост и НИНАС не ги стартувал подготовките за пролетниот дел. И виничкиот третолигаш слога 1934 започна да темпира формата пресред на продолжението од сезоната. Екипата која лани се бореше за првата позиција во третата фудбалска лига Исток, пролетва има една реална амбиција, а тоа е да се спаси од испаѓање од лигата. За таа цел најверојатно ќе бидат ангажирани неколку нови имиња. За сега се работи само со кондициони тренинзи, потоа ќе се продолжи со тренинзи на тактички план, а планирани се неколку контролки до истекот на паузата. Меѓу новите засилувања се споменуваат и имињата на фудбалери на Осогово, од кои најзвучно е она на најдобриот стрелец во футсал екипата на Бели и долгогодишен член на Кочанскиот третолигаш Лјупчо Коцевски. Во втората половина од следниот месец пак слога заминува во Апатин во соседна Србија. Од екипите од потесниот регион што се надпреваруваат во фудбалските лиги, единствено Младост и НИНАС не стартувала со подготовките, но се очекува тие да отпочнат за кус период. Што се однесува до можностите, единствено ЖФК Кочани е во позиција за остварување капитален резултат, затоа што е во сериозна игра за одбрана на титулата. Вестите завршија, најновите информации ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.